Второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Горештините и жествените активности го зголемуваат ризикот од пожари на отворено. Надлежните со апел за крајна внимателност на поле и во шумите. Утре ќе има авионско прскање против комарци во Штип и Карвинци. Во четврток авионско запрашување ќе се спроведе и во Кочани. Надпреварите во следната фудбалска сезона фудбалскиот клуб Брегалница ќе ги игра на стадионот во Кочани. Личи на реконструкцијата на градскиот стадион во Штип. Владата на Република Македонија продолжува со реализација на низ за зголемување на паричните средства на социјално ранливите категории на граѓани. Односно, вчера беше извршена исплатата на зголемениот надоместок за 25% за семејствата што згрижуваат деца без родители. Претходно тој изнесуваше од 6 до 8 милијади денари месечно, а сега ќе изнесува од 8 до 10.000 денари месечно. Според министерот за труд и социјала, ова се проекти кои ја подобруваат социјалната сигурност и влијаат на намалување на социјалната исклученост на ранливите категории. Би сакал да истакнам дека во текот на денешниот ден Владата на Република Македонија продолжува со реализација на ветените проекти. Именно продолжува со низа зголемување на паричните плаќања на социјалните права за ранливите категории на граѓани. Пред 10 дена ја исплативме зголемената социјална парична помош за 10%, што е значително зголемување и дополнителна поддршка за најранливите материјално необезбедени работоспособни граѓани, додека пак во текот на денешниот ден правиме дополнителен напор, односно ја исплаќаме зголемената постојана парична помош за материјално необезбедените работо неспособни граѓани. Исто така го исплаќаме зголемувањето за 25% на додатокот за згрижувачки семејства, кои што згрижуваат деца без родители и родителска грижа, деца со пречки во развојот и деца со воспитно-социјални проблеми. Именно овие зголемувања на паричните права значително ја зголемуваат социјалната заштита, социјалната сигурност и влијаат на намалување на социјалната исклученост на најранливите категории во Република Македонија. На околу 800 лица ангажирани во образованието за период од 7 месеци им се трансформира работниот однос од определено на неопределено време, посочи денес заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Тој истакна дека на овој начин се обезбедува економска сигурност, гаранција и мотив за работа на сите оние кои добија решенија за трајно вработување. Со последната измена, односно со последниот закон за трансформација на работните односи, во рамки на Министерството за образование и наука беа извршени трансформации на приближно 900 лица, со што кумулативно заедно со претходно извршените трансформации на над 7.000 лица во рамки на образовниот систем во Република Македонија, можам да констатирам дека веќе сме дојдени до бројка на приближно 8.000 трансформирани работни односи на лица ангажирани во рамки на образовниот систем во Република Македонија, со што де факто на овој начин се обезбедува една зголемена сигурност, една зголемена гаранција, еден зголемен мотив за работа на сите луѓе кои што добија решенија за трајно вработување во рамки на образовниот систем, независно дали станува збор за вработени во рамки на училиштата од аспект на педагошкиот процес или нормално административен стручен кадар кој што помага во реализацијата на секојдневните активности на Министерството за образование и наука. И понатаму продолжува жешкото време во Македонија, а со тоа продолжува и опасноста од појави на пожари, кои најчесто се предизвикани од човечко невнимание. Надлежните апелираат за поголема внимателност. Пеколните температури кои ја зафатија земјава продолжуваат и понатаму, а со тоа се зголемува и опасноста од појава на пожари.
Од Кочанската противпожарна единица велат дека дневно вршат повеќе интервенции. Територијалната противпожарна единица на општина Кочани брои неколку интервенции во текот на денот, односно почнувајќи од почетокот на овој месец до сега имаме 26 интервенции, што отприлика значи дека во текот на денот имаме дури повеќе од еднаш излегување. Најверојатно како резултат на високите температури, како што рековме, но и најголем фактор секојаш представа човекот, невниманието, секојаш доведува до појава на пожари. Интервенциите најчесто им се во непосредна близина на градот, како и во општината Чешиново Облешево. Последните интервенции што ги имат територијалната противпожарна единица од Кочани се за жалба во непосредна близина на градот, односно на општината, меѓутоа не е за занемарување бројот на интервенции што ги имаме на територијата на Чешиново Облешево. Што се однесува до материјалната штета, се работи за доста голема површина што е пожарена во дел од овие интервенции, но исто така има и големо штетување на пчелни семејства и останати земјоделски површини. Надлежните апелираат за поголема внимателност, бидејќи човечкото невнимание е најчеста причина за појавата на пожари. Посебен апел до граѓаните секогаш, поготово на ова топло време, да избегнуваат палење на оган на отворен простор во било какви услови, затоа што и најмало невнимание може да предизвика пожар од поголеми размери. Инаку Штипската противпожарна единица вчера интервенираше во гаснење на пожар на отворено во близина на центарот Искра во Штип. За среќа пожарот е навреме локализиран и избегната е поголема катастрофа. Високите температури не го нарушуваат планираниот ритам на асфалтирање на штипските улици. Денес се работи во населбата Баби во Штип, каде се асфалтира улицата Лески. Ова е 14-та сообраќајница која целосно се обновува во овој бран инфраструктурни зафати во Штип. Општина Штип започна со реконструирањето на улицата Лески во населбата Баби. По текот на вчерашниот ден и денес се вршат подготовките за асфалтирање со тоа што се отстранува стариот асфалт. Вредноста на проектот е околу 2 милиони денари и ги изведува градежната фирма Стојменов од Кочани. Значи во текот на вчерашниот ден и денес се очекува да заврши отстранувањето на стариот асфалт, а веднаш по создавање на услови до крајот на оваа недела, евентуално следната, ќе биде поставен новиот асфалт. Асфалтот на улицата Лески во населбата Баби не е обновуван повеќе од 20 години, а за жителите тоа значи посигурно возење под услов како што велат да не се стави тенок слој асфалт. Асфалт става 2 сантима за една година не могу. Тука нема ставано 20 години, после 20. Ја 20-30 години. Добар пат, само степе е добро, да степе, а не само 2 милиметра тамо, и тоа е тенко. За година, тоа се па и учиште. А сега убаво изгребано, да се дотера само. Што друго тоа е? После 20 години нов асфалт се става. Ама многу малку асфалт стават. Така се става нормален асфалт, нема проблем. Се е добро што се направи и нека се прави. Нема дупки, иначе колите ги искрашиме. Секаде почна по сите населби. Супер, што да кажам, се најдобро. Ова е 14-ти поред проект на градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев и Советот на општината за асфалтирање на улиците во Штип. Во иднина ќе следува реконструкција на крак 1 во населба Железничка во вредност од 3,2 милиони денари и во Долна Железничка во вредност од 3,4 милиони денари, откако прво ќе се работи на водоснабдувањето. Ќе се асфалтира и дел од улицата Маршал Тито кај јавното претпријатие ИСАР, потоа Пиринска, Васил Доганџиски, уште десетина други помали улици во населба Дузлак и дел од улиците во населба Чардаклија. Центарот на јавно здравје од Штип во соработка со Министерството за здравство утре ќе врши авионска дезинсекција на подрачјето на општините Штип и Карбинци, на места кои пролетва беа поплавени. Прскањето ќе се врши во период од 5 до 8 часот наутро. Предходно пчеларите треба да ги заштитат пчелите. Ларвицидна дезинсекција ќе се изврши во пределот на поранешната фабрика Македонка, потоа во населба Три Чешми, на реонот меѓу населбите Баби и Сењак 4 и по течението на реките Отиња, Лакавица, Раданска река и Брегалница. Вкупната површина која ќе биде третирана е 75.358 метри квадратни. Во четврток од 1 до 6 часот наутро авионско запрашување против комарци ќе се изврши на подрачјето на општина Кочани. После 80 години околу 2000 жители на штипската населба Стар Караурман добиваат канализациона мрежа. Инвестицијата изнесува 400.000 евра, а во реализацијата на овој зафат вклучени се општина Штип и јавното претпријатие ИСАР.
По многу години поминати со празни ветувања, од денес жителите во Стар Караорман со издржано ветување дека ќе го решат суштествениот комунален проблем. До нова година 2000 жители ќе добијат канализација кои што не беа вклучени во канализациониот систем. Ние тоа ќе го направиме експресно. Значи целата инвестиција чини некаде 400.000 евра, а канализацијата ќе биде во должина од 6,5 километри. Минатата година Стар Караорман го реши и проблемот со водоснабдувањето. Низ чешмите во оваа населба веќе не протекува нечиста вода, откако постојниот систем беше приклучен на градскиот водовод. Веднаш по завршувањето на канализацијата, од локалната самоуправа ветување дека ќе се пристапи на асфалтирање на сите калливи улици. Инаку претходно канализација добија и соседните населби Чардаклија, Балканска и Македонка, кои наскоро ќе бидат приклучени и на филтер станицата, со што и тие ќе добијат чиста вода за пиење. По завршување на градежните активности овде, кога ќе завршиме, материјалите денес од 5 милиони денари веќе пристигнаа во јавното предпријатие ИСАР. Започнуваме, значи да ги уклучуваме населбата Балканска, населбата Чардаклија и Македонка во водоводниот систем на јавното предпријатие ИСАР, бидејќи како што знаете тие до сега пие вода од друг водоводен систем, не беа со хлорирана вода. Овие зафати инаку се предизборни ветувања на премиерот Груевски и на градоначалникот Захариев, рече на денешното отпочнување со работа на канализационата мрежа директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев. Грција и Егејското море и летово се најбарана странска летна дестинација за штипјани. Најавениот бран поскапувања не ги зафаќаат туристичките аранжмани, велат од агенциите. Неофицијално бранот поскапувања веќе се чувствува во Грција. Деновиве по медиумите се шират информации дека поскапувањето во Грција веќе стапило на сила по донесувањето на новите мерки за штедење кои подразбираат изголемување на данокот на додадена вредност, но сепак цените на аранжманите кои ги нудат штипските агенции остануваат исти. Оваа сезона, 2015-та, цените ќе останат исти во цела Грција и нема да има кај туристите никакви поскапувања во однос на летните аранжмани или во однос на пазарувањата во соседна Грција. Ние сме присутни тамо речиси секоја недела со туристите одиме тамо. Тие информации ги слушнавме, најнапред слушнавме дека нема бензин, па потоа дека биле поскапени кафињата и другите ресторански услуги, но тоа не е вистина, цените остануваат исти. И самите грци тежнеат да продадат што повеќе, да можат да соберат поголем профит, а цената не е променета воопшто. На прашањето дали има потреба за загриженост кај македонските туристи кои летуваат во Грција, од агенцијата ни дадоа позитивен одговор. Патувањата продолжуваат беспрекорно. Многу мал број, можем да кажам, незначителен број може да потпрашат, тоа е во однос на тоа што го гледаат на телевизија. Но никаква паника не е створена, патниците патуваат беспрекорно, значи и нема никакви промени во тој дел. Егејското море е едно од поубавите мориња во овој регион. Според близината и чистотата на водата и песочните плажи, па поради тоа може да се каже дека акцентот за летување и оваа година се става на нашиот јужен сосед. Како времето станува потопло, така интересот се зголемува. Сонцето си го прави своето и секој го предизвикува да отиде на плажа, на море, да се сонча, да се капи, да се разладува. Така да интересот некаде до 20 август е во најголем ек. И бројките на туристи кои се пријавени во тој период се најголеми. Неофицијално поскапувањата се однесуваат на кафињата, пијалоците и храната, за кои цената ја формираат самите трговци, а одлуката на зголемувањето на данокот на додадена вредност за хотелските услуги ќе се применува од октомври годинава. Германските владени представници почнаа да користат мобилни телефони за еднократна употреба при патувањето во странство поради стравувањето од преслушување. Телефоните за еднократна употреба биле користени не само во земји како Русија и Кина, кои продолжуваат да бидат во конфликт со Западот за голем број прашања, вклучувајќи за конфликтот во Украина, но исто така и за време на посети на блиски сојузници како Велика Британија и САД. Министрите за внатрешни работи и миграција на Европската унија се согласија дека ќе прифатат околу 60.000 бегалци. Ова значи дека бегалците кои доаѓаат пред се во Грција и Италија
ќе бидат распределени во други земји на Европската унија, за да се олесни товарот врз овие две земји членки. Европската комисија бараше од земјите членки да примат 60.000 бегалци, пред се од Сирија. Најмалку 27 лица загинаа, околу 100 се повредени во експлозија во турскиот град Суруч, кој се наоѓа во близина на сириската граница, соопшти турското министерство за внатрешни работи. Како што пренесуваат светските медиуми, за време на нападот во културниот центар Амар имало околу 300 лица, припадници на Здружената социјалистичка младина, кои се подготвуваат да отпатуваат за Кобане, да помогнат во обновата на тој град. Шпанија го одби предлогот на Европската комисија да прифати 4300 емигранти кои влегле во Италија и во Грција и изразила подготвеност да прими само 1300. Шпанија е една од водечките земји што се противат на планот за распределба на емигрантите. Поради тоа, најверојатно тие бегалци ќе бидат префрлени во Хрватска и во Естонија. Додека големите жештини низ Европа ги зазедоа првите жртви, во Австралија во некои подрачја падна најмногу снег во последните 30 години со висина до 20 сантиметри, што се нема случајно неколку децении. Метеоролошкиот завод на Австралија соопшти дека снегот паѓал цела вечер. Последен пат снег во овие области на Австралија паднал во 1984 година. Со оглед на тоа дека снегот во овие делови е многу ретка појава, жителите и туристите не можеле да ја пропуштат снежната радост. Фудбалскиот клуб Брегалница своите надпревари од првата македонска фудбалска лига како домакин во новата 2015-2016 сезона ќе ги игра во Кочани, одлучи вчера раководството на клубот, подпишувајќи официјален договор со ФК Осогово. Во наредните денови од клубот од Кочани треба да ги отстранат утврдените недостатоци во и околу стадионот, забележани од страна на Фудбалската федерација на Македонија, пошто се очекува и официјално да се добие неопходна лиценца за прволигашки надпревари. Како најпрво да ви информирам дека вчера го подпишавме договорот помеѓу Фудбалскиот клуб Брегалница од Штип и ГФК Осогово од Кочани за одигрување на прволигашките надпревари што ќе игра Брегалница како домакин поради реновирање на градскиот стадион во Штип. Со ова ние преземавме обврски кои треба да ги исполниме и тоа се некои критериуми према Фудбалската федерација на Македонија која ги захтева за одигрување на прволигашки надпревари. Пред да почнам на врските кои треба ние да ги исполниме, да кажам дека ние како управен одбор на градскиот фудбалски клуб Осогово од Кочани работиме транспарентно. Кочани е еден фудбалски град кој е желен за вакви надпревари, што значи ќе се врати желбата на луѓето да дојдат да посетуваат убави и квалитетни фудбалски надпревари, како што е со Вардар, со Работнички, со Шкендија и така натаму. Што се однесува до финансиската страна на договорот, фудбалскиот клуб Брегалница се обврзува на нас за секоја утакмица да ни исплатува по 12.000 денари. Ова е еден додатен стимул и за нас како управа да се позаангажираме, да го доведеме стадионот у една стварно добра состојба. Од раководството на Брегалница веќе ја информирале Фудбалската федерација дека сините во новата сезона ќе играат во Кочани поради реконструкција на градскиот стадион во Штип. При тоа е одлучено Брегалница надпреварите како домакин во новата сезона во Кочани да ги игра во сабота. Брегалница досега одигра два пријателски надпревари со екипите на Академија Пандев од Струмица со резултат 4:1 за сините и екипата на Шкупи, каде што повторно победи Брегалница со резултат 2:1. Следните контролни надпревари Брегалница ќе ги одигра против екипите на Силекс, Хоризонт и Пелистер. Ова беа настаните кои го одбележаа денот. Се гледаме повторно утре со нови содржини. Имајте пријатна вечер.